во ова издание. Американскиот државен секретар Мајк Помпео во Ријад на разговори со саудиските власти за нападот врз нафтените постројки, зад кои се верува дека стои Иран. Здравствените работници покренаа гласот против насилството, протест на Асоциацијата на специјализанти и млади лекари. Функционалност, стил, ефикасност, дизајнерските автомобили најавуваат што доаѓа во иднината. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Ова е News Flash на гласот на Америка. Јас сум Анета Шијакова. Американскиот државен секретар Мајк Помпео денеска патува во Ријад. Со саудиските власти ќе разговара за нападот врз нафтените постројки на Саудиска Арабија. Официјалните представници на САД сметаат дека за нападот е одговорен Иран. Председателот Мајк Пенс во Вашингтон изјави дека највисокиот американски дипломат ќе разговара за тоа каков ќе биде одговорот на нападот. Бунтовниците Хути во Јемен, поддржани од Иран, ја презете одговорноста за нападот во саботата, кој попречи половина од производството на нафта на Саудиска Арабија. Но официјални представници на САД велат дека достапните докази покажуваат дека тоа не е можно. Покрај ова, други официјални представници на САД велат дека доказите што веќе се собрани се конечни и упатуваат директно на Иран. Израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху од партијата Ликуд не прогласи победа, ниту пак призна пораз на изборите за време на денешното обраќање до неговите поддржувачи. Тој им рече дека во следните денови ќе работи на создавање силна ционистичка влада што ќе ги исклучува арапските партии. Против кандидатот, поранешниот шеф на израелската армија Бени Ганц од партијата Синобели, изјави пред своите поддржувачи дека ќе се обиди да формира широка влада, која ќе обединува и ќе изразува волјата на народот. Со оглед на тоа што гласовите се уште се пребројуваат, двете главни политички партии во Израел немаат можност да формираат мнозинска коалиција од 61 место во Кнесетот со 120 места. Штом ќе се добијат конечните резултати, председателот Рувиен Ривлин ќе одржи консултации со секој од шефовите на партиите и ќе побара од Нетањаху или Ганц да формираат влада. САД го тужат поранешниот припадник на ЦИА и на Националната агенција за безбедност Едвард Сноуден за прекршување на согласноста за чување тајни податоци. Тужбата доаѓа веднаш по објавата на новата книга на Сноуден "Постојано досие", што од овој вторник е во продажба. Одделот за правда го обвинува Сноуден зашто не доставил работна верзија од книгата до Агенцијата за разузнување и до Агенцијата за национална безбедност. Врховниот суд пресуди дека владата не може да го спречи објавувањето на такви книги, но дека може да го скрати профитот што Сноуден би можел да го заработи од продажбата на книгата. Откако трпат се почести вербални, но и физички напади, здравствените работници излегува на протест пред клиничкиот центар во Скопје. Насилството не е решение за проблемите, порачаа денеска лекарите, известува Владимир Мирчевски. Доста е за насилството врз медицинскиот персонал. Со ова мото белите мантили денеска излегува пред болниците за да протестираат по неколкуте напади врз нивни колеги. Побараа заштита на работните места, но и подобрување на условите за работа за во иднина да се избегнат слични инциденти на револтирани граѓани. Не е дозволено било какво насилство спрема медицинскиот персонал. Не смее незадоволството од системот да резултира со физичко насилство, нити вербално врз медицинарите. Во овој момент кажуваме доста е. Времето на неделување и игнорирање на овој огромен системски проблем од страна на државата е завршено. Време е да се превземат титни и систематски решенија и да бидеме заштитени. Бараме да изградиме здравствен систем кој што ќе е околу пациентот. Значи, пациентот да е центар на тој здравствен систем и ние сакаме да им помогнеме. Значи, ние сакаме да подобриме комуникацијата помеѓу пациентите и нас како здравствен персонал. Со цел да се превенираат сите тие несакани појави, да се слушне глас од ниве. Медицинскиот персонал порача дека ова е последен предупредувачки протест. Се заканија со прекин на работата ако не се исполнат барањата. Здравствените власти ги осудија нападите, уверуваат дека во иднина нема да дозволат слични инциденти. Една силна порака дека со насилство не се решаваат работите. Дека нема никаква логика да се дигне рака или со насилство да се решава нешто со здравствени работници кои што се борат денонокно за животите на најблиските, на семејствата кои што ги прават тие или ги направиат тие проблеми во неколку инциденти во последниот период. Меѓу првите најавени превентивни мерки се полициски патроли во здравствените објекти кои овозможуваат 24-часовна услуга. За понатаму предвидено е организирање на професионално обезбедување на болниците. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.
Од минатиот јуни па досега имаше 3 средби на лидерите на САД и Северна Кореја. Трамп навести и 4-та средба, но аналитичарите се повеќе фокусирани на долго одложуваните преговори на работните групи за нуклеарната програма. Бил Гало известува од Сеул. Доналд Трамп можеби ќе одржи 4-та средба со Ким Јонг Ун до крајот на годината. Сакаат да се сретнат. Мислам дека е можна средба. Северна Кореја досега нудеше средба на работни групи од двете држави на највисоко ниво, подгревајќи надежта за посодржајна фаза од преговорите. Заминувањето од десничарскиот советник за национална безбедност Џон Болтон може да помогне, вели поранишниот американски представник Денис Вайлдер. Мислам дека северна корејците ќе бидат среќни дека нема да го видат Џон Болтон во тимот на председателот. Болтон никогаш не беше на иста линија со председателот за Северна Кореја. Џон Болтон честопати се осврнуваше на моделот со Либија за денуклеаризација на Северна Кореја. Непријатно подсетување како либискиот лидер Муамер Гадафи беше убиен од бунтовниците кои имаа поддршка од САД откако се откажа од нуклеарната програма. Знаеме што му се случи на Гадафи. Тоа не е добра изјава и не враќа назад. Крајот на Муамер Гадафи е еден од најнепријатните моменти во светот на лидерите. Начинот како беше убиен беше понижувачки. Да давате споредби дека ќе се справите со Северна Кореја како што се справивме со Гадафи, би било навредливо кон севернокорејците. Но и покрај заминувањето на Болтон, Северна Кореја нема намера да ги олесни преговорите. Минатата недела Пјонкјанг изврши 10-та рунда лансирање на проектили со краток дострел од мај, со што го одржува притисокот врз САД. Провокациите како лансирање на проектили не помагаат и сакаме да се вратиме на преговорите за да постигнеме денуклеаризација. Ако евентуално повторно се обноват разговорите, форматот ќе биде клучен. Тоа е важно за вистински напредок во нуклеарните преговори, за посодржаен епилог отколку само ракување меѓу Трамп и Ким. Сејмите за концептни автомобили во Лос Анџелес се приказ на стил и технологија. Тие најавуваат што е она што допрва доаѓа во автомобилската индустрија, известува Генија Дулот. Првиот концептен автомобил Buick U-Job од General Motors е дело на дизајнерот Харли Ерл. Тоа беше прв автомобил со вградени фарови во браникот. Имаше и револуционерна новина – електрични прозорци. Ова е првиот дизајнерски автомобил. Дизајниран беше само за една цел – да покаже што доаѓа во иднина. Buick U-Job беше првиот автомобил креиран од дизајнери, а не само од инженери. Целта беше споена ефикасност и стил. Денес, поречиси 8 децении, креаторите на спортските електрични автомобили, Lotus Evija, се уште се обидуваат да направат перфектна комбинација од обликот и функционалноста. Овој електричен автомобил има забрзување од 0 до 100 км за помалку од 3 секунди. Максималната брзина му е 320 км на час. За ваков перформанс потребен е лесен автомобил со чисти линии. Инспирацијата доаѓа од спортските модели и нивните решенија за аеродинамичност. Иако Lotus Evija не е за масовно производство, компанијата планира да произведе 130 модели. На саемот беа представени модели на 2 тркала. Компанијата Curtis Motorcycles го презентираше електричниот мотор ZUS Radial V8, кој има акумулатор за 200 км градско возење и 100 за автопат. Најпривлечно за купувачите е тивкиот мотор. Ова е свет во кој сме бомбардирани од информации, Куртис нуди бегство од тоа и враќање на допирот со тоа што се случува внатре во вас, нашиот купувач. За многу инженери нема поголем предизвик од креирање автомобил на иднината. Го гледавте News Flash на Гласот на Америка. Јас сум Анита Шјакова, студиото во Вашингтон. Гледајте не утре. Довидување.